За вчера вечер во населените места Чешиново и Облешево, синоќа во Мојанци и Оризари, а вечерва во Јакимово и Блатец, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги реализира отворените денови со земјоделците. На директните средби на кои присуствуваат и представници од платежната агенција и од Агенцијата за поттикнување и развојот на земјоделството, земјоделците се интересираат за проблемите од областа на аграрот, искористувањето на средствата од ИПАРД програмата, како и набавка на механизација и легализација на земјоделското земјиште. Заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски на вчерашната средба со земјоделците од општина Чешиново Облешево истакна дека земјоделците на овие средби најмногу се интересирале за кредитните линии на ИПА програмата, преку која на располагање им се 20 милиони евра за модернизација на производството, како и со капиталната инвестиција во делот на водоснабдувањето со изградбата на браната Речани на Оризарска река во вредност од 45 милиони евра. Владата на Република Македонија секогаш е во дослух со земјоделците, бараат средба од нас, редовно одржуваме средби, покрај тоа што имаме во рамки на отворените денови директни средби со граѓаните од руралните општини, со земјоделците, каде што на тие состаноци обично се одржуваат во попладневните часови кога завршуваат земјоделците со своите работни активности на земјоделските полиња. Се трудиме што е можно повеќе проблеми да решиме. Лично на секого, а и генерално на сите земјоделци од некое населено место или севкупно земено на ниво на регион, на ниво на општина. Програмата за директни плаќања, преку која што во изминатите 5 години имаме обезбедено околу 5 милиони евра средства од буџетот на Република Македонија преку програмата за директни плаќања кои што се наменети директно за земјоделците. Спомнав дека не само во делот на директни плаќања, туку и во делот на она што значи поддршка на инвестиции на земјоделците, она популарна мерка преку програмата за рурален развој 50-50, имаме инвестирано преку милион денари само во изминатата година за земјоделци од овој крај, од општина Чешиново Облешево, за подигање на нови насади, за модернизација на земјоделската механизација, и им ги представивме можностите кои што ги имаат со она што го договоривме со нашите партнери од Европската Унија, кој што се однесува на зголемување на поддршката од страна на Европската Унија преку ИПАРД фондот, со тоа што секоја апликација за користење на средства од ИПАРД програмата, која што е наменета за трите мерки, подобрување на производството, односно модернизирање на земјоделското производство, во инвестиции за подобрување на капацитетите во преработувачкиот сектор и останатите мерки да земјоделците искористат средства во висина од 75% од инвестицијата која што ја планираат, а 25% од нивна инвестиција или инвестиција која што можат да ја реализираат преку деловните банки, а за кои што овозможивме поволни услови преку создавање на гарантен фонд, с кој што гарантен фонд овозможува износ од околу 20 милиони долари во прв момент, средства кои што преку USAID и владата на Република Македонија се обезбедени за покривање на дел од инвестицијата како обезбедување за кредитот кој што би го зеле земјоделците. Само општина Чешиново Облешево преку програмата за рурален развој за подобрување на инфраструктурата досега искористила 400.000 евра, а веќе им се одобрени и 3 проекти во вкупна вредност од 500.000 евра.